Почитувана македонска јавност, повторно реплика на колегата Оливер Спасовски, касно досна во ноќта. Кого блокирате од Дело собрание? Не блокирате влада, не ја блокирате ВМРО ДПМН, блокирате закони од реформска агенда. И упорно пред јавноста менувате последица со причина. Никаде во законот не пишува дека се затвораат училишта. Европската реформа бара ефикасност и бара реформи. Во ваше време бројот на ученици во средното образование од 71.000 го намаливте на 67.000, 4.500 ученици помалку, и вие излегувате и посочувате одреден член од законот. Знаете зошто, почитуван Оливер Спасовски, не можам да и верувам за тој член? Знаете зошто? Заради членот 5 од закон за патни исправи. Пасошот се издава на државјани. Додека вие бевте министер, дали се издаваше на државјани или на белосветски криминалци? Знаете зошто не можам да и верувам? Заради членот 30. Барањето за поднесување за пасош се поднесува лично. Дали лично го поднесува? Зошто имаме 4.500 ученици помалку? Знаете зошто? Затоа што се разочарани од вашите пасоши. Затоа што се разочарани како криминалците, без да се појават во министерството водено од Оливер Спасовски, добиваат пасоши. Затоа и пластично да ви опишам, затоа што само така разбирате. На секој ваш еден издаден пасош на белосветски криминалец, бројот на ученици во Македонија на средношколци се намалувал за 60. Па пресметајте вие по членот 109 дали се тоа повеќе или помалку паралелки. А сите овие луѓе работат овде за враќање на достоинството во Македонија. Затоа ако ги вратиме луѓето и направете математика, дали ќе се намали за еден бројот на паралелки? Нема да се намали. Затоа што се справуваме со демографската катастрофа која што вие ја оставивте поради делењето на пасоши на белосветски криминалци, поради набавката на вакцини од сомнителни фирми и поради небројните криминални и коруптивни скандали кои што ги правите секој ден. Кога ќе ги бројате паралелките, сетете се на тоа. За секој издаден пасош 60 средношколци помалку. Затоа се иселија луѓето од Македонија, затоа се иселуваат и затоа работиме тоа да престане преку враќање на ефективноста и воведување на реформи. И уште еднаш, вие не ја блокирате ВМРО ДПМН, вие продолжувате да ја блокирате Македонија.